почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на источниот и југоисточниот регион од државата. Навистина ми е чест што денеска овде на терен сум заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Китанов и заедно со двајцата градоначалници на општина Штип и на општина Радовиш. Можеме да се увериме во динамиката која што се случува на изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш, каде што во првата фаза имаме веќе 83% прогрес или реализација на овој проект, а секако и втората фаза, која што е поделена на делницата од Радовиш до Бучим и од Штип клучка 4 километар до Три чешми, имаме добар прогрес и започнуваме со земјени работи кои што во наредниот период, колку дозволуваат временските услови, ќе имаме уште посилна динамика. Можам да кажам дека капиталните инвестиции се движат со силно темпо и временските услови во овој дел од годината, доколку дозволат, навистина ќе можеме да имаме сериозно високо ниво на капитални инвестиции во државата. Одиме на терен, заедно со нашите институции, раководителите, да се увериме во динамиката, да ги увидиме и проблемите и да ги разрешуваме сите проблеми кои што ќе се јават при изградбата на нашите македонски патишта. Во овој момент во државата се инвестираат 840 милиони евра во изградба и рехабилитација на патишта. Само во овој регион, околу Штип и Радовиш, се инвестираат околу 84 милиони евра во изградба и рехабилитација на патната инфраструктура. Можам да кажам дека околу 400 километри имаме изградба на нови и рехабилитација на постоечките патишта во овој момент на територијата на целата држава. Доколку вака се работело во сите изминати 30 години, независна и самостојна држава, апсолутно ќе имавме најмодерни патишта во регионот, но ние сме денеска овде да ги поправиме грешките од минатото, да ги подобруваме капацитетите и квалитетите на нашите патишта и со ваква патна инфраструктура, сум убеден, и со сите нови модерни системи кои што ќе ги воведеме, да ја зголемиме безбедноста, но и да ги намалиме жртвите по нашите македонски патишта. Токму поради ова денеска сме овде, каде што гледаме дека веќе има и сериозни градежни зафати, имаме позиција на асфалтирање денеска овде на оваа клучка и можам да кажам дека државата продолжува со вложување на сите средства, сите капацитети и сите ресурси во изградба на патната инфраструктура, а со тоа и покачување на капиталните инвестиции. Ви благодарам. Почитувани, вие новинарите бевте овде пред 2 години и 2-3 месеца кога овде немаше ништо, кога се отпочна овој пат и на наше задоволство, на мое лично задоволство, еве доаѓаме кога и најтешкиот дел веќе се асфалтира со носивиот слој, така да кажам, БНС-от, а поголемиот дел веќе е комплетно асфалтиран и монтирани се и осветлувањата се монтираат во моментот еластичните огради и да напоменам дека продолжуваме заради поголема безбедност со сообраќајот да се применуваат европските стандарди со ено стандард за еластични огради, значи безбедноста на највисоко ниво. Косините гледате по сите норми европски се средуваат, се прават така како што треба. Позади нас е делот, најтешкиот дел кој што во минатиот период имаше голем број на минирања и многу често имаше помалку и застој. Го користам приликата да се заблагодарам на граѓаните на трпението, но беше за ова, така да кажам, општо добро. И ево овој пат веќе за 3-4 месеци очекувам да биде комплетно завршен, пуштен во употреба, 25 километри по сите стандарди со најголемите квалитети, 11,4 метри ширина, со 2 коловозни ленти и 2 помошни ленти, а во ист момент се отпочна и вториот дел на лотот, како што рече министерот, од Три чешми до мостот на Брегалница и од Бучим до излазот на Радовиш. Мојата замолница до изведувачите беше, иако рокот за тој дел е подолг, да се потрудат бар делот што од Бучим према Радовиш да го уклопат заедно со овој, да можеме побрзо заедно да го пуштиме. А другиот дел што е од Брегалница према Три чешми, и таму интензивно се работи, таму ќе има и по некој прекин да ги информирам граѓаните заради тоа што да може да се работи во еден мах и побрзо да се заврши, место да се гради година и пол дена да се заврши за 6 месеца, обиколниот дел на Штип ќе проаѓа низ Штип за да може целосно во цел профил да се работи и вториот дел.
ова е најзначајниот дел што треба да се заврши, да се спои со автопатот и веќе на овој начин овој дел од нашата држава ќе биде комплетно покриен покрај нормално континуираните рехабилитации што ги имаме на сите регионални патишта и овој носечкиот дел на патот да биде комплетно завршен на задоволство на граѓаните од источна и југоисточна Македонија и сите тие што се занимаваат и со тежок транспорт, знаеме, ранограѓанарски производи има многу во Струмичкиот регион, се со цел за побрз и по непречен развој и проток на сообраќајот.